Почитувани, добар ден, го следите најновото издание на Црвена линија. А на 13 јануари се навршуваат 97 години од атентатот што го изврши Мара Бунева врз српскиот државен обвинител Велимир Прелик во центарот на Скопје. Откако го извршила атентатот, таа се самоубила. Улогата во историјата на оваа храбра девојка се интерпретира различно од наша страна и од страна на Бугарија, што секогаш го прави одбележувањето на нејзиниот лик чувствителна тема. Па така и оваа година нови провокации од Бугарија. Овој пат председателот на Фондацијата Македонија Виктор Стојанов, кој има забрана за влез во Македонија, повикува на панихида за Мара Бунева во недела на 12 јануари на киот на Вардар во Скопје и во црквата Свети Димитрија. Според неговата објава на социјалните мрежи, панихиди за Бунева ќе има и во Тетово, Струмица и во Прилеп. Да не закасни се јави и лидерот на ултранационалистичката и крајно десничарска бугарска партија Природба, Костадин Костадинов, и ја повика владата во Софија официјално да објави претензии за припојување на Македонија и на украинската област Јужна Бесарабија кон Бугарија. Тој ги поддржува и целосно оправдува претензиите на Трамп кон Канада и Панамскиот канал и констатира дека нема ништо пологично од тоа две земји со заедничка историја, заедничко потекло, заеднички јазик и народ да станат една земја. Има ли начин да се спречат провокациите од бугарска страна? Тоа е она што ве прашуваме денес во Црвена линија. Очекуваме да ве има во огромен број, како и сегогаш. До нас се стига со вртење на телефонскиот број 023070005, но имаме и, како и сегогаш, анкетно прашање, кое што можете да го одговорите, само доколку не заследите на Инстаграм. Па топло препорачуваме во овој момент уште веднаш да кликнете заследи на Инстаграм, нашиот профил е Црвена линија, и веднаш да секако кликнете на Инстаграм стори, каде што е поставена денешната анкета. Ве прашуваме дали треба да се одржи заедничка панихида за Мара Бунева. Како што гледате, имате две опции за одговор. Кликнете на вашиот одговор. Ова поле е одговорот доколку е да, а ова поле ако одговорот ви е не. Ке собереме во проценти и секако ке ги соопштиме резултатите пред крајот на ова издание на Црвена линија. Но она што секако ќе ве посетам задолжително за сите вас кои што ќе сакате да дадете допринос во денешната дискусија и темата за која што зборуваме во Црвена линија, не заборавајте да не заследите на Facebook, профилот ни е Црвена линија, објавена темата таму, па преку коментари и споделувања секако активно да заземете и учество во емисијата денес. Топло препорачуваме и посакуваме секако и директно во живо да ве вклучиме во Црвена линија и да дадете одговор дали постои начин да се спречат провокациите од бугарска страна. Заследете го профилот и на Телма телевизија на Facebook и таму ни е објавена темата. Но на што секако задолжително треба да го сторите по вртењето на нашиот број, ве замолувам целосно да го намалите и тонот на телевизорот. Ние сме подготвени за вас, а верувам дека сте подготвени и вие за нас, па можеме да почнеме. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас. Се слушаме? Да, се слушаме. Еве едноставно прашање, ќе има ли според вас конечно крај на провокациите од Бугарија? Нема крај. Тие бугарски провокации уште не се почнати како што треба. Тие од корен ќе не терат. Но нашиве зашто подклекнуваат и зашто не прекинуваат се и се што со бугарите. Што имаме со нив? Ништо немаме. Тие, гледаш како се протепуваат. Прво беа муслимани, татари беа, па се пиша од муслимани во католици, па ова православни, па сега во католици се враќат, тие немат потеко, не знам што се. И сега е барат Македонија. Делот го барат мамо. Овие свесни се ли нашиве? Не треба воопшто да се преговара со нив. Тие треба да признаат дека има таму 3 милиони македонци. 3 милиони татари и останатите се други националности турци. Зошто не ги признат? Еве на гласање излего само татарите, 3 милиони.
А тие се скоро 9 милиони колку се цела. А еве според вас дали треба да се одржи заедничка панихида за Мара Бунева? Ма каква заедничка? Со нив заедничко ништо нема. Апсолутно ништо. Ако сакаме држава да направиме, треба да прекинеме со нив, опште да немаме никакви соработки. Сум рекол ја економски, ако сакат ќе работим, иначе политички. Благодарам многу за учеството во Црвена линија. Напомена во продолжение, внимавајте на тајмерот, едно јавување е 90 секунди, што значи за нови 90 секунди повторно слободно завртите го нашиот број. Добро вечер. Добро вечер. Секој добро и вам, во Црвена линија сте. Поздрав до вас. Благодарам многу. Ви се чини ли дека конечно ќе има крај на провокациите од Бугарија? Види, јас се сечувам на еден наш премиер бивш, Зоран Заев се викаше. Зоран Заев. На една бугарска телевизија и кај нас и вие го мисля дававте, дека рече македонците и бугарите се същи народ. Същи јазик има. Сега нема што да се буниме. Јас мисля оти ќе го видиме него и Лупчо Ѓорѓиевски и заедно со бугарите на која дата ќе биде тоа. И они ќе дојдат. Тие се најголеми македонски българи. Много тоа рече јавно, гласно. Значи не е само од бугари. Ние први почнавме. Тој Зоран Заев почна. Тој јавно го изјави тоа на бугарската телевизија, оти сме същи народ и същи јазик имаме. Така да нема сега што да се буниме. Сега сами си удривме. А дали треба да се одржи заедничка панихида за Мара Бунева? Епа, булгарите, ние што сме македонци, нема да учествуваме. Ама Лупчо Ѓорѓиевски и Зоран Заев треба да учествува или наведно ќе пратиме да ги видиме сега тамо со бугарите на учествувањето. Ви благодарам. И ние ви велиме големо благодарам. Сега кога останете со нас и подсетување за останатите се разбира дури и по завршување на ова издание на Црвена линија. Активно учество и дискусија на темава може преку Facebook, профилот Црвена линија. Коментирайте и сега кога дел од коментарите ќе прочитаме и во рамки на ова издание. Добро вечер. Добро вечер. Ви се чини ли дека конечно и веќе завршат ваквите провокации од страна на Бугарија? Никогаш. Тие се таков народ. Ало? Ве слушаме, продолжете. Ја рекол да не се слуша. Тие таков народ се. Мене не може да ме лаже тие. Јас бев учител, ја имам предавано историја. Ја знам историјата. Тие не се народ уку племе татарско, татарија, турско. И што рече еден пред мене, дека тие беа прво муслимани, не беа христијани. И тие водеа војна со нас одека. А тие најлош народ. Еден филм сутра Сулимен величествен што беше, тога се кажуваше за ним исто. А македонците се најстар народ на светот. Само сонцето е постаро од Македонија. Најстар народ на светот е Македонија. А дали треба се извинувам, Господа им дај памет на политичариве. Така, се извинувам, а дали ве молам дали ме слушате, а дали треба да се одржи заедничка панахида за Мара Бунева? А што имат бугари нешто да работа? Што имат бугари? Не имат бугари со тоа ништо. Ние не сме исти народ, од каде сме? Добро, благодарам многу за вашите одговори во Црвена линија. Секако се подразбира, за да бидете целосно, брзо и квалитетно информирани, треба да кликнете и на telma.com.mk, а во однос на темата за која што зборуваме, задржете го вниманието на следниот наслов. Лидерот на природба Костадинов бара припојување на Македонија и Јужна Бесарабија кон Бугарија. Сушност, во објавата на социјалната мрежа Facebook, Костадинов ги поддржува изјавите на новоизбраниот председател на Соединетите Американски држави Доналд Трамп за Канада и Панамскиот канал и наведува дека е потребно и Софија јавно да излезе со барање за припојување на Македонија и Јужна Бесарабија кон Бугарија. Постои ли начин да се спречат провокациите од Бугарија? Ви се чини ли дека ќе има крај на провокациите воопшто од Бугарија?
и секако дали треба да се одржи според вас заедничка панахида за Мара Бунева. Добро вечер. Добро вечер, Тина. Поздрав голем до вас. Ве слушаме во црвена линија. Ајде да не ме препрашуваш, Везден, заедничка панихида не. Ако требало Мара Бунева да загини за нешто, ќе загинела во Бугарија, не во Македонија. Тоа е многу јасно. Меѓутоа, еден од гледачите го слушав и сасвим неисправно. Дали ќе престана бугарите да бараат се нешто, така речено? Не. Затоа што господата Зорен Заев и СДС му дозволија и во право се бугарите што ни барат. Слободно да си барат. Ние се продадовме. Како што се продадовме во Приеспа, дупло се продадовме на бугарите. Не го враќа никој тоа назад. Не Мицкоски, не дека навивам за Мицкоски, не ми треба и тој. Јас гледам што се случува од сите политичари. Ако беа паметни, 2001 ќе се здружеа заедно македонските партии и да не ја даваат власта на трети партии, па да го уравне довде. Затоа нема што. Бугарите се за мене сасвим исправни. Да си бараат се што е можно и Скопје да ни го зема. Па во Втората светска војна тие се знае што беа овде заедно со балистите, па што сега? Ете, имавме таа министр за надворешни работи кој кажа дека бугарите се исто, зошто се исто и албанците, затоа што во Втората светска војна беа против партизаните. Многу јасно, пала пријатно. Големо благодарам и вам што бевте дел од оваа црвена линија. Ајде сега да прочитаме, има поприлично многу коментари, ќе ве посетам секако и профилот на Телма телевизија да го заследите на Facebook и таму ги објавуваме темите, но конкретно има многу реакции токму под веста, а тоа е дека лидерот на Природба Костадинов, ќе повторам, бара припојување на Македонија и Јужна Бесарабија кон Бугарија. Тасевски Ѓоргиеве напишал: кога Трамп и Путин вака зборуваат, коментаториве овде им плескаат раце. А кога соседите зборуваат буквално исто што Трамп и Путин, тогаш соседиве се фашисти. Да бидеме реални, а сега продолжете да чукате раце на Трамповци и Путини. Македонија во срцето одговорила на ова. Работава не почна од Путин и Трамп, туку од НАТО на Косово 99-та година. Па има ли начин, еве ви се чини, да се спречат провокациите конечно од страна на Бугарија и дали сте за тоа да се одржи заедничка панахида во чест на Марија Бунева? Добар ден, добро вечер. Ало? Ве слушаме, во црвена линија сте. Ало? Ве слушаме, во црвена линија сте. Ме слушате? Да, продолжете. Јас ќе ви поставам едно прашање, госпоѓа. Дали вие вршите реклама сега на тие од таму од бугарите кои нема нормално, не се нормални и бараат нешто што не е исправно? Господине, дали ви звучи на реклама ако ве прашаме дали ви се чини дека конечно ќе има крај на ваквите провокации од страна на Бугарија? Реклама му правите, госпоѓо, затоа што ќе ве слуша сега цела Македонија. Ако не сте вие на телевизија, нема кој да ве слушни. А имате ли одговор на нашево прашање, бидејќи ние многу сакаме да слушнеме од граѓаните токму на ваквите изјави што имаат да кажат? Многу тешко и глупо прашање. Како можеме да правиме панахида со бугари кога ние сме македонци и тие се бугари? А ви се чини ли дека конечно еве може да има начин да се спречат ваквите провокации? Па нема да се спречи со ненормални луѓе, не можеш да спречиш ништо. Само прекинете со вакви емисии да им правите реклама на бугарите. Добро, благодарам на вашето мислење и многу ми е жал што мислите дека се глупави прашањата, но како и да е, драго ни е дека добивме конкретен одговор и секако продолжете да не следите, да видиме останатите гледачи што ќе кажат. Денеска ве прашуваме, ви се чини ли дека конечно ќе се изнајде начин да се спречат провокациите од страна на Бугарија и дали според вас се треба да има заедничка панахида за Мара Бунева? Добро вечер. Ало, добро вечер. Голем поздрав до вас, во црвена линија сте. Ало. Повелете, ве слушаме. Јас вака мислам. Бугарите биле окупатори, заедно со балистите.
се бореле против македонците, против партизаните. Татко ми бил партизан. И мислам да се прекинат односите со ними. Да нема никакви односи со бугарите. А кој што веќе Узагаев, други, трети, тите да бидат на одговорност земени. Нема да ја продаваат Македонија. Македонија си е Македонија башка, ние сме си, бугарите си се башка. Тие се татари, не се македонци тие. Не може да имаме ние заедничка историја. Ние сме имале, ние ќе имаме. Тие и тепале од евака нашите луѓе. Го пусто справиле низ Македонија. Јас мислам така на љубо, све да се прекинат односите, не 19, не Бугарија, не Грција, не Албанија, никој не ни се потребни. Сите ни се непријатели. Варда да не постоиме, да не постои Македонија. Никој не се потребни. Овие зло мислам на македонскиот народ да не постоиме. Гинеле за ова земја, татко ми бил борец, се борел за Македонија, а не сега да ја продаваат Македонија. Благодарам многу и за вашите 90 секунди во црвена линија. Останете со нас, продолжуваме и со коментари на темава. Вангел Бујан напишал да му порачам на бугарскиот така наречен политичар, ке се соедини Македонија кога ќе роди врба грозие, дајте го пиринскиот дел, тој е македонски и егејскиот од Грција Солун, па да бидеме Македонија цела. Костадин Димитров му реплицирал. Пирин и Еге веќе се обедини, а нема граница помеѓу нив, само Вардарот остана последна дупка во Европа. Додека еве на Костадин му одговара Македонија во срцето, гледам низ цел Еге и бугарски знамења има, ха. Ајде да слушаме од вас дали ви се чини дека еве постои начин да се спречат ваквите провокации конечно од страна на Бугарија. Добро вечер. Добро вечер. Ке ме замола малку погласно да зборувате, подобро да ве слушнеме. Добро вечер. Дали ме слуша гледачот? Добро вечер. Повелете. Слушам, добро вечер. Добро вечер, повелете. Дали има провокации од бугарите в страна? Не, дали има начин да се окончат ваквите провокации, да завршат? Па има, ама ние да ги оставиме кучињата да лаат, а ние да си тереме по нашо. Кучињата се тие, ама што да му правиме? Не може на сила кучето да го смираме. Куче си е куче. Ајве, дали сте за тоа да се одржи заедничка панахида за Мара Бунева? Никако не сме, што е наше македонско, че е македонско, да си го тераме ние нашето, они ниното. Тие са татари и нека си бидат татари, ние сме македонци. Големо благодарам што бевте дел од Црвена линија. Останете со нас сега ко допрва ќе следат одговори на нашето прашање денес од останатите гледачи. Паралелно читаме и коментари. Значи, став има напишано: фашисоидниот тип од источниот сосед на Македонија да добие трајна забрана за влез во Македонија. Министерот за надворешни и внатрешни работи да донесат акти. Па постои ли начин според вас да се спречат конечно провокациите од страна на Бугарија? Добро вечер. Добро вечер. Ве слушаме, во Црвена линија сте, повелете. Се додека нема стабилна влада, односно луѓе кои што сериозни политичари, се е тоа локално и како и од нашава страна. Го форсираме мислењето на поединци, а без да се размисли него нашите фрустрации, пошто голем број од нас сме возрастни луѓе и апели до
корисна можност да размислат. Пуштите ги внучињата, пуштите ги децата своји. Не кажете вие пред 100 години што ви. И мислам дека со некоја влада која што сигурно и од надвор ќе биде има влијание, може би нешто ќе се смени, затоа што бугарите посебно се навикнати да некој други командува. Мислам дека има нови навестувања на политички партии, политички влијанија. Еден ден и овие се надеват дека ќе исчезнат политичари, како и од дел од нашите политичари, и ќе ги пуштиме младите да живеат најнормален живот. Тоа е пример и со во Грција студентите кои што застанаа и одржаја на убава вечер, ако се сеќавате, сигурно слушнате, на македонски грчки. Така да приказната од лошотило доста е. Срамота, ние сме возрастни луѓе. И благодарам многу. Големо благодарам и вам за одговорите во Црвена линија. Останете со нас. Еве како изгледаме нашиот профил Црвена линија, заследете на Facebook секако. Секогаш низ анимација или фотографија објавуваме темата, односно прашањето кое што денес е централно во Црвена линија, а тоа е има ли начин да се спречат провокациите од бугарската страна. Лазар Станоевски одговорил, провокациите може да се намалат преку дипломатски диалог, меѓународна поддршка и јакнење на националното единство и стратегија, одлучна реакција и смирен одговор кон секоја провокација. Да видиме што ќе кажат останатите гледачи кои ќе ги вклучиме во живо. Само ве замолувам, откако ќе го завртите нашиот број, намалете го целосно тонот на ТВ приемникот. Добро вечер. Добро вечер. Голем поздрав до вас. Ве слушаме во Црвена линија сте. Здравје Димаш. Благодарам многу. Може одма да се застане тоа. Може да се блокираат одма тие разговори од бугарска страна само доколку сака руководството на Македонија. Одма и тоа за сат време, сега може. Леко е само границата, Дранг Пуштија, рампата Пуштија, никако за бугари влез во Македонија нема. За македонците да, од Бугарија што се во Пиринскиот дел. А за бугари никако. Пред тоа што кажа таа госпојчета, оти сме ратувале ние со бугарите. Ние не сме ратувале со бугарите, него ние со Југославија ратуваше со бугарите. Тоа треба јасно да ви биде. Најубав лек, поубав лек од тоа нема. Никогаш бугарите не биле држава. Држава му даде Русија. Никогаш не биле луѓе, ни ќе бидат луѓе, ни ќе стана луѓе. Ко ќе стана луѓе, може тогаш да се разговара со нив. А сега само рампата, Дранг Пуштија, на секоја провокација. А и толку значење не треба ни да му се даде на тој човек е викој ништо. Официјална Бугарија што ќе каже, да. Во ред. А иначе другите сето е тоа пиши ча. Благодарам многу. Внимавајте на тајмерот, 90 секунди е времето на едно јавување, секако за нови 90 секунди повторно завртете го нашиот број. Добро вечер. Ало, добро вечер, Тина. Голем поздрав до вас. Вие сте во Пречен среќни новогодишни и божични празници. Големо благодарам, само субаво да се враќа и ќе посакам многу здравје и среќа во новата за вас. Благодарам, дај Боже. Јас не се согласам со претходните гледачи, зошто? Тоа е моje лично мислење, затоа што каде би се сретнале нашиве представници на Република Македонија со бугарите? На кое место би се договориле и што би се договарале? Значи, пред се треба да има некој што ќе биде со тврд став, да може да застане и да каже не ова владата, него Република Македонија, народот во кој живее во Република Македонија го бара тоа. Не сакате така? Не. Добро рече, само можам да се слушам со овој претходниот гледач, да. Затварање на рампа, затварање на амбасада, протерување на бугарските амбасадори од Македонија и никакви контакти. И јас уопште сега го уклучив ова и реков, а зошто толку значење се дава на нивната провокација?
само се става, се подпалува огинот. Јас сметам дека тоа ни најмалце не треба ни се стави као забелешка дека нешто се случува. А Мара Бунева, јас да ви кажам, не знам која е таа. И воопшто не треба да дозволат. Еве, сега властите знаат дека ќе дојдат да чествуваат панихиди да... Благодарам многу. Напомена само, внимавајте на тајмерот. Продолжуваме секако со вас. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Секој добро, во црвена линија сте. Вака. Се слушаме важда добро. Па можете малку погласно искрено да ви кажам. Да ве слушаме уште подобро. Добро, може. Може. Видите, дали има начин? Има и тоа начин, има начин прва класа да се спречат. Еве го начинот. Прво, обичниот народ во Бугарија ни најмалку неќе да разговара за овие проблема. Не го интересираат. Ја горе-долу со шофери од Бугарија, тука кај нас со фирми, ваму таму доаѓаат, разговарам. Ма како, вика, това нас, вика, уопште не занима, вика, вие сте македонци, ние сме се българи, вика, и тоа политичарите го прават. Сега, за да се реши овој проблем, прво, треба да го затворат Љупчо Ѓорѓиевски, Зоран Заев, Али Ахмети и има уште 2-3 души, за да не одат во Бугарија да разговарат. Тие одат и со нивните председатели на партиите разговараат што да прават и како да прават нереди за Македонија. Кога ќе бидат затворени тие 5-6 личности, мирот ти го сам си доаѓа. Ни Мара Бунева, ни Гоце Делчев, ни Јане Сандански, ни никому ништо. Тие се свесни, си знаат кои се тие борци и чии се. Ама се додека се на слобода, Зоран Заев, пак ќе ги потенцирам. И овие што ги набре. Благодарам многу за јавувањето. Продолжуваме со коментари. Илија Николовски има напишано по оваа изјава: Македонија има полно право да бара официјално оградување на званичната власт во Бугарија од екстремистов. Во спротивно, овој став може слободно да го користи како оправдување за невпишување на бугарите во устав и за отворено непријателско однесување. Има ли начин да се спречат провокациите од Бугарија? Добро вечер. Добро вечер. Ве слушаме, во црвена линија сте. Па има многу чисто легитимно демократско право сегашната влада да го постави на референдум и еднаш за секој да се реши народот да одлучи дали сме за овој бугарски договор кај што се наметнуваат услови, заеднички истории и да го решиме тоа еднаш за секогаш. А во однос на ова што се бара да се одржи заедничка панахида за Мара Бунева, кој е вашиот став? Тоа е секундарно прашање. Примарно е кај нас проблемот е кај нас, ние еднаш за секогаш треба да се расчистиме и никој да не ни се меша, да си излеземе со референдум и да се изјасни или да си има и покритие и владата и целокупното мислење на народ, што мисли за целата оваа ситуација. Нека се излезе на референдум, ќе се изјаснат сите и секи биде окей. И ќе се знаат и бугарите, и Европа, и свет, дека ние немаме заедничка историја, дека немаме заедничка настани и тоа е тоа. Дали е тоа се? Имате уште време? Не, доволно. Доволно. Тоа е личен предлог од моја страна. Така, благодарам многу за одговорите во црвена линија. Останете секако со нас. Продолжуваме понатаму. Добро вечер. Добро вечер, дали се слушаме? Јас ќе продолжам со коментари по оној на Илија Николовски, еве Благој Стоичовски напишал: гладна кокошка просо сонова. Така и овој ултранационалисти Македоно мрзец. Андреј Алексовски напишал: треба да му се забрани влез во Македонија. Драги мои, дали ви се чини дека постои начин да се спречат ваквите веќе провокации од Бугарија? Добро вечер. Ало, добро вечер. Поздрав до вас, во црвена линија сте, повелете. Вака, повеќе ќе се задржам за чествувањето на Мара Бунева. Значи, ќе бидам краток. Работата е само едно прашање, а тоа е зошто ние не ја чествуваме сами.
Претходно беа ставани плочи. Сега не знам од кој, сигурно од промакедонски центри, а истата беше и кршена. Мене тоа ми беше право симптоматично, зошто и ние самите не си ја признаваме својата историја. Ние самите ја даваме Мара Бунева на бугарите, а потоа ние бараме некоја историја. Мислам, стварно тоа не е честно пред самите себе. Значи, ние треба сами да ја чествуваме, а не да ги чекаме бугарите, па они да испровоцираат како демек само они ја слават, а ние па нешто како ги бркаме. Ме разбирате, мислам, да. Најве, имате ли одговор на тоа? Ви се чини ли дека има начин да се сопрат провокациите од страна на Бугарија? Па не, тоа е во нивниот карактер, мислам, тоа не може никој да се сопре, освен некој квалитетен договор, ништо повеќе. Да. Толку од мене. Тоа е се. Големо благодарам. Тогаш секако топло препорачувам да останете со Црвена линија. Да слушаме останатите гледачи какви одговори ќе дадат. Добро вечер. Здраво. Здраво. Види вака, има начини колку сака желба, само треба да се има инаку. Ова се решава у секунда, како што вика Трамп, за 24 сати решава војна во Украина. Али се нема волја. Се нема волја од страна на власта. Ова власт е пробугарашка. Значи, оваа власт им дава абер, дојдете тука, правете што треба да се прави, бидејќи ова треба да биде Бугарија. Значи, све е благослов од власта што владее у држава во моментов. Дали се овие квази патриотиве што се дел од власта или овие рамковниве што се поранешни УЧК и компанија. Значи, све е ова нивно масло, нормална работа, ако не е позади господијата Агилер, нема да биде интересно. Значи, без господијата Агилер, овие тука сите ќе бидат устав мирно, нема ни еден да мртне, нити па такви квази националисти. А според вас треба ли да се одбележи заедничка панахида за Мара Бунева? Види се, ти вака за таа Мара Бунева, ја ти кажам искрено, ишне ми е гајле да ти кажам, има еден друг повор со одветен збор, ама ќе го пречутам за некој посречно време. Енаку, ова се решава, знаеш како, имаше како гробот на Гоце Делчев која се чуваше. Благодарам многу за одговорите. Еве повторно нешто од коментарите. Тони Конески Моната напишал уште еден пациент во контрола, Саша Стојановски ја протестна нота, нешто од влада, нешто или. Потоа имаме и те чекаме, ама донеси ги невестите. И како да е, Васко Поповски напишал зошто е ова вест. А ние ве прашуваме, има ли начин според вас да се сопрат ваквите провокации од страна на Бугарија и дали треба да се одржи заедничка панахида за Мара Бунева? Добро вечер. Добро вечер. Повелете, ве слушаме. Ова не е никаква провокација од бугарска страна. Ова е организација на нашите бугарофили тука, што ги имаме. А ги имаме. Ѓорги Трендафилов од први и вториот парламент, бугарин. Ми се чини дека и пишан бугарин, а бугарофил е, во секој случај. Исто така имаме Тморо организација, која што ја води Ланчо Шехтански. Тие се сите видени на плочата на кејот крај Валтар. Ова не го зборам напамет, ова има сведоци за ова работа. А има и доста други. Исто има и видни членови на ВМРО кои што ете така во сенка се кријат, изиграваат патриоти, а уствари се бугарофили и то на квадрат. Така да бугарите се само тие што најомите ја покренуваат ова работа. А уствари организацијата е тука кај нас. Се ќе биде организирано, а неколку бугари ќе влизат натре и тоа ќе биде цела работа. Сите останали ќе бидат наши. Ете, нека снимат камерите, нека видат кој се, шо се и како се. Ќе видите дека сето наше бугарофилство ќе биде таму. А сите се претежно членови на ВМРО.
Не изоставувам тука дека има и некои седосамовци замешани, ама Ке посетам само, внимавајте на тајмерот 90 секунди. Благодарам многу и вам за одговорите. Повторно одиме со коментари, значи подсетувам за следете на Facebook Црвена линија, како и профилот на Телма телевизија на Facebook. Мира Трајковска напишала: има начин да се откажат македонците од бугарското државјанство. Тоа е одговор на нашето денешно прашање. Има ли начин да се спречат провокациите од бугарската страна? Па има ли? Што мислите? Добро вечер. Добро вечер. Ако сум на линија. Да, во Црвена линија сте, повелете. Благодарам. Па вака, прво да кажам дека ние без потреба ствараме тензии, ствараме моменти бугарите да го креват гласот повеќе од колку што може. Едноставно треба само нашиот амбасадор што е во Бугарија да каже: вие може да зборите колку сакате, ние знаеме кои сме и нема потреба да ви одговараме. Со два збора може да се пресечи тоа. Ако не му парираш на некого, оно што ќе ти кажува нешто што не е така, едноставно ќе го игнорираш и автоматски ќе се, што се вика, ќе зачути и да неќе. Што не? Ама ако му одговараш, како жени што вика на чешма, едната ќе каже едно, другата друго, кавга до утре са вајле. Сега, во однос на доваѓањето за Мара Бунева, значи не треба да им забраниме, ќе им дозволиме како еден вид коридор од граница до местото каде што треба да ја одржат таа панахида, нека прочитаат, нека се помолат ако треба и од тука налево круг никаде да нема во тој ден никаков прием. Ако организира средби вамо тамо, автоматски, оно што рече предходниот, ќе излезат на Мегдан сите оние бугарофилчиња наши кои што се за Бугарија, а се кријат, што се вели, да не ги знае никој. Само на тој начин може да биде мирно и тивко и побрзо ќе го решиме проблемот. Благодарам многу. Уште еднаш подсетувам, внимавајте на тајмерот. Продолжуваме секако со вас. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, ве слушаме, во Црвена линија сте. Дали не слушате? Добро вечер. Добро вечер, во Црвена линија сте, повелете. Да, вие сте најубава водителка. Благодарам. И сега што е прашањево со некој млад политичар бугарски, што кажа да се судениме со Бугарија. Јас сум за тоа, ама и тие бугари да се суденат со нас. Сега имаме ние влада наша да биде на таа заедничка држава. Го имаме Мицковски, тоа е закон. И тие политичари кои сакаат во ВМРО-ДПМН да влезат, нека дојдат, и кои сакаат во СДС. И ќе го решиме некако проблемот. Треба ли да се одржи заедничка панахида за Мара Бунева според вас? Па може, зашто да не, чим ќе се соединат, мислам, ние ги сакаме бугарите. Еднаш у Бугарија сум бил, тие се исти народ кога нас, само политичарите ја менјаат темата. Иначе тие исти народ се кога нас. Имате уште време? Дали имате уште нешто да додадете? Па, тоа, тие празници заеднички може да ги славиме. Народот бугарски не сака и ние ги сакаме. И може да ги отвориме границите слободно. Зашто Македонија е отворена за сите. Благодарам многу за вашето учество во Црвена линија. Останете со нас. Продолжуваме секако понатаму. Добро вечер. Добро вечер, дали се слушаме? Добро вечер. Да не велам напразно само јас добро вечер, да се префрлиме онаму каде што наистина има голем број на коментари. Еве што напишал Васко Поповски. Зошто е оваа веста? Стевче Стојановски го напишал следново.
Сега да ги слушнам кои се поддржувачи на фашистот Путин. Секогаш ви велев, поддржувајќи го Путин и неговата окупација на Украина, всушност поддржувате и окупација на Македонија од било кој нејзин сосед со истиот изговор непочитување на нивните малцинства. Ама Господ кога делел памет, прескокнал. Како и да, ние имаме едно единствено прашање централно во Црвена линија. Дали ви се чини дека постои начин да се спречат провокациите од Бугарија и дали сте за тоа да има заедничка панахида за Мара Бунева? Добро вечер. Добро вечер. Во Црвена линија сте, повелете. У програма сме. Да, ве слушаме, повелете. Вака, дали треба да се слави утрешна недела просто за Мара Бунева? Не треба. Подхитно владата на Христијан Мицковски да донесе закон, тој што изјави отаде дека треба Македонија да се спои, да, Македонија да се спои со дел од Бугарија, македонскиот дел да се спои. Подхитно тие политичари да се забрани влез во државата, да не смеат да влезат у. Второ, да донесе закон владата до сите медиуми, вакви провокации од такви шалабајзери, да воопшто не ги ставате на дневен ред. Да не им го креваме рейтингот. На што личи тоа? Тој е малумен, тој е психопат за мене. Како да се припоиме ние македонците со бугарите? Што? Јас се јавувам од Централна Македонија. Мојот дедо, прадедо е убиен од бугарите. Ослободувањето на Велес. Има коски у костурницата стојат. И како да видам јас со бугарите заедно да чествуваме или да се споиме? Само чудо може да се стори. Нека дојде тој да очествуваме ја и он у Велес прославата на Мара Бунева. Владата е најкрива што не донесе закон, такви провокации да се објавуваат. Второ, господинот што организира за унедела, нека дојде му забранија, ако е толку моќен. Благодарам многу за одговорите и веќе подсетиме дека и оваа година, значи на стартот на самава нова година, има нови провокации од Бугарија. Овој пат председателот на Фондацијата на Македонија Виктор Стојанов, ќе подсетиме кој има забрана за влез во Македонија, овој пат повикува на пахинида за Мара Бунева во недела на 12 јануари на киот на Вардар во Скопје и во црквата Свети Димитрија. Има ли начин да се спречат провокациите од бугарска страна и дали треба според вас да се одржи заедничка панихида за Мара Бунева? Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Има фонија од другата страна, секако секогаш даваме предност на гледачите во живо и уште еднаш ќе се обидам. Добро вечер. Добро, продолжувам со коментарите. Ве подсетувам дека вашето учество можете да го сторите и преку коментари и споделување на Facebook, на Црвена линија профилот. А коментариус го напишал следното. Мара Бунева, македонска хероина, која во 1928 година, дали може да го покажеме коментарот, ве молам? Еве уште еднаш да можат и гледачите да видат како изгледаме на нашиот профил на Црвена линија. Значи, прашањето и тука е има ли начин да се спречат провокациите од бугарската страна, а коментариус напишал. Мара Бунева е македонска хероина која во 1928 година извршила атентат врз српскиот четник Владимир Прелич, представник на српскиот окупатор во Вардарска Македонија. Кети Ѓоргиевска напишала не треба да се одржи заедничка панихида со бугарите. Поздрав до целата екипа. Поздрав и до тебе. Кети, благодарам за коментарот. Продолжуваме со гледачите во живо. Добро вечер. Се уште немаме никој. Добро, еве денеска мало осврт на она за што говориме денес со вас. Значи на 13 јануари се навршуваат 97 години од атентатот што го изврши Мара Бунева врз српскиот државен обвинител Велимир Прелик во центарот на Скопје.
Откако го извршила атентатот, таа се самоубила. Улогата во историјата на оваа храбра девојка се интерпретира различно од наша страна, но и од страна на Бугарија, што секогаш го прави одбележувањето на нејзиниот лик чувствителна тема. Па така подсетуваме и оваа година нови провокации од страна на Бугарија, овој пат председателот на Фондацијата Македонија Виктор Стојанов, кој има забрана за влез во Македонија, повикува на панихида за Мара Бунева во недела на 12 јануари на кеот на Вардар во Скопје и во црквата Свети Димитрија. Интересно што според неговата објава на социјалните мрежи, панихиди за Бунева ќе има и во Тетово, Струмица и во Прилеп. Да не закасни се јави и лидерот на ултранационалистичката и крајно десничарска бугарска партија Природба, Костадин Костадинов, ја повика владата во Софија официјално да објави претензии за припојување на Македонија и на украинската област Јужна Бесарабија кон Канада и Панамскиот канал и констатира дека нема ништо пологично од тоа двете земји со заедничка историја, заедничко потекло, заеднички јазик и народ да станат една земја. Драги мои, има ли начин да се спречат конечно провокациите од страна на Бугарија? Најверојатно нешто се случи од другата страна, како и да е, секако од технички аспект нема никаква блокада да продолжите со коментари. Она што е најважно секако дискусијата да ја водите и по завршувањето на црвена линија. Времето секако помина и сега е време да ги соопштиме и резултатите од анкетното прашање, кое што воедно го поставивме во живо на гледачите, а тоа дали треба да се одржи заедничка панихида за Мара Бунева. Со да одговорија 5% на оваа анкета, а со не одговорија 95%. И заследете не уште во овој момент на Инстаграм, учествувате во утрешната анкета, коментирајте на нашата тема и по завршување на црвена линија, а сега да ги погледнеме и рекламите. Благодарам многу што бевте дел и од ова издание на Црвена линија. Сега ќе ве пренесам онаму каде што барем јас вчера фантастично се поминав. Епа, многу ми е драго. А зошто вие молчите? Не ви беше убаво? Топ, прекрасно. Сомнителни сте ми. Сомнително лице ми е Нена. Сега ќе видиме како денешните гости, овие наши талмаши ќе си поминат, па утре ќе раскажуваат. Значи, слика говори, така што нема потреба да јас да кажувам шо како. Во секој случај имаме одличен рилс на социјалните мрежи и ја имаме емисијата на YouTube, кој пропуштил, нека се види. Thank you за гостувањето, Тинка. Благодарам, јас ве чекам да ве гледам, драго ми е што ги имаш Паја и Тамар. Ете ти! Ке ме истопа во новата